имајќи во предвид дека правдата во нашава држава е скапа и не секој може да си дозволи адвокат, само по себе е обесхрабрувачко за граѓаните. Но и во ситуација кога сметајќи дека правдата е на нивна страна, поведуваат одредени постапки и на крајот кога нема да им бидат надоместени трошоците кои им биле предизвикани, а успеале во постапката, или пак ќе бидат задолжени за трошоци кои воопшто не следуваат со закон, сепак е проблематично и е на штета на правдата и на правичноста. Всушност станува збор за проблем кога во закон децидно е утврдено дека за одредена работа не следуваат адвокатски трошоци, истото е потврдено и низ судската пракса, но сепак, еве во конкретниот мој предмет, судот ја задолжи мојата странка со трошоци кои не следуваат во закон, ниту пак се предмет на судска пракса. Станува збор конкретно за предмет каде што мојата странка беше тужител. Успеавме во постапката, се донесе одлука што е во ред, но спротивната страна го обжали решението за трошоците. По поднесената жалба од нивна страна, ние поднесовме одговор на жалба и согласно закон, како што кажав, член 371 од Закон за парнична постапка и судската пракса кај нас, по однос на трошоци за одговор на жалба не следуваат на адвокатот и во конкретниот случај јас бев одбиен како адвокат и сето тоа е во ред. Значи немаме тука никакви замерки. Помеѓу истите странки пред истиот основен, а подоцна и пред истиот апелационен суд се водеше друга постапка каде што мојата странка во конкретниот случај беше должник. Го изгубивме спорот и го обжаливме решението за трошоците. Како што кажав и претходно, не им следуваат трошоци за одговор на жалба, но во овој случај истиот апелационен суд им досуди трошоци и за состав на одговор на жалба. На мојава странка не остана ништо друго во домашниот правосуден систем, освен самата се одлучи да поднесе кривична пријава против судиите кои ја донеле второстепената одлука, затоа што немаме друга инстанца за корекција на оваа одлука, а доколку би се обратил до Европскиот суд за човекови права, апликацијата би била отфрлена затоа што е предмет кој Страсбург не го зема во работа затоа што е незначителна вредноста и така натаму. Има повеќе интересни случаи, ќе издвојам еден каде што клиент не по своја вина беше инволвиран во судска постапка, тој беше тужен, нормално ангажираше адвокат, ги авансираше трошоците за адвокат и во основниот суд не успеа да докаже дека правдата е на негова страна, па се жалеше до повисокиот суд, кој што е коректив на одлуката на основниот суд. Повисокиот суд рече дека нашиот клиент е во право, дека правдата е на негова страна. Меѓутоа, во делот на трошоците, иако му следуваат на клиентот кој што, како што ви кажав, победи во постапката, сепак предложението на повисокиот суд беше дека основниот суд требало да внимава, дека нашиот клиент бил во право и дека поради тоа трошоците биле предизвикани.
Единствено што преостанува или да се поведе постапка против судиите или да се тужи државата, меѓутоа знаете како граѓаните кога ќе стигнат до одредена фаза и кога ќе видат како завршуваат работите, се откажуваат и велат подобро до овде да останеме отколку да продолжиме понатака, затоа што за жал сметаат дека извесен исходот доколку и понатаму продолжат да ја бараат правдата. Па дури и во овој дел за трошоците. Ваквите случаи, конкретно за трошоците на постапката, се од големо значење за задоволување на правдата и достапност на правда на граѓаните. И потребно е да се говори гласно за овие проблеми, да се предизвикуваат институциите и утврдување на одговорност, поддржана во секој случај со од невладините организации и преку достапност на проблемите на граѓаните, затоа што секој може да се најде во истата ситуација. Ако не го предизвикуваме системот, ако не се бориме и ако не одиме понатаму, не може ни да направиме промени.